Се работи за 400% покачување на струјата. Така да, некоја компанија која што плаќала, например, говорам за компаниите кои што се излезени на слободна берза за купување на електрична енергија, не на оние кои што се на регулиран пазар за купување на електрична енергија, што го дефинира државата. Значи, ако некоја компанија, пример, плаќала 1000 евра струја, сега одеднаш треба да плаќа 5000 евра струја. Или ако некоја компанија плаќала 10.000 евра струја, треба да плаќа неверојатни 50.000 евра струја. Што значи дека тоа директно ќе се рефлектира на цените на производите. Така да кога ќе се направат тие калкулации, може да излезе буквално со овие цени дека самата компанија произведува загуби и треба да затвори. Така да имаме една друг начин на гледање на работите, ако провериме профитабилноста на сите компании, тоа може да го јавите институции да се утврди. Исто така може да се види дека оваа цена на електрична енергија кумулативно во текот на целата година, ако се одржи и ако биде, може да ги донесе компаниите во банкрот. Со други зборови, единствена можна опција е да се регулираат цените на електричната енергија и преку повисока цена на производите и да се продолжи понатака. Прво, значи, под хитно треба да се превземе некој вид на субвенционирање од страна на државата, посебно кон овие компании каде што цената е толку зголемена на електричната енергија. Тоа субвенционирање може да се состои во тоа да врз основа на утврдување на моменталната пазарна цена на електричната енергија, која што флуктуира на ХУПЕКС берзата во Унгарија, може да се одреди соодветно за даден период и при тоа да се даде некоја субвенција, односно да се овозможи да тие бизниси купат електрична енергија по реалната производна цена која што се произведува во нашата држава. Или пак да се субвенционираат до цената која што ја имаат регулираните потрошувачи кои што работат во рамките на системот. Така да тоа е еден вид голема помош која што би представувала за бизнисот, преку тоа би се зачувале работни места, преку тоа би се овозможило енормно покачување на цените на производите, бидејќи се работи за досега невиден момент во македонската бизнис историја. Во овие 30 години немало ваква енергетска криза како што е ова сега. Инаку компаниите ќе се донесат до повторно ќе речам до банкрот и тогаш сите заедно ќе изгубиме многу. Второ, би можело исто така да се подржи имплементирањето, поставувањето на фотоволтаици од самите компании. Тие фотоволтаични централи може во добар дел да заменат потрошувачката на електрична енергија и таму има законска регулатива која што може да се овозможи, односно може да се симплифицира, односно поедноставување на таа законска регулатива, која што во моментов изискува 4 одобренија. Тоа е урбанистичка согласност од општината, тоа е одобрение од ЕВН, одобрение од Регулаторна комисија за енергетика и одобрение од МЕПС. Доколку се симплифицира таа постапка и да се бара буквално една дозвола, воедно и ако се овозможат ефтини кредитни линии за купување на тие фотоволтаични централи, каде што државата би направила грантување и субвенционирање и намалување на даночните стапки при нивно купување, тогаш би се овозможило да компаниите имаат лесен пристап до тие фотоволтаици и фотоволтаични централи, кои што побрзо би се граделе, со самото тоа би заштедувале и за себе електрична енергија и помалку би го оптоварувале електроенергетскиот систем на нашата држава. Така да може многу да се направи, меѓутоа прашањето е дали се има доволно волја, доволно фокус за сето тоа да се направи, кој што во дадениот момент би овозможило големи поволности за бизнисот, практично да бизнисот обстане и се одржи во некоја рамка во тешкиот период кој што ќе трае во текот на годината.